Зборуваме на тема мозочни удари, како да го препознаете и како да го превенирате. Со веде директорот доктор Јован Божиновски на клиниката за неврологија. Во продолжение отвараме темата и даваме одговор на повеќе прашања. Добро утро, докторе. Добро утро, благодарам за поканата. Овие два дена, имено денешниот ден, 29-ти, се одбележува како светски ден, кога малку повеќе гласно се зборува за причините за мозочни удари, и овие два дена, велам, и вчерашниот и денешниот, малку повеќе го посветувате на клиниката на оваа тема. Вчера имавте бесплатни прегледи. Имаше ли повеќе граѓани кои што дојде и ги искористија тие бесплатни прегледи? Оваа година ние одлучивме да направиме малку по-различно од претходните години и одлучивме овој ден да го организираме во два дена. Во текот на вчерашниот ден на клиниката за неврологија имавме отворен ден, при што јас сум фасциниран од одзивот на нашите граѓани. 83 пациенти се пријавија во тој период од 10 до 12 часот. Сите беа видени, на сите им беше измерена гликемија, на сите им беше измерен крвен притисок, на сите им беше даден совет и беше направен доплер на каротиди. Од тоа вчера што се случуваше, 10 пациенти веќе има сигнификантен наод на доплер и понатаму ќе бидат за нив во постапка и дополнителни доиследувања се со цел да се превенира мозочен удар. Но она што исто така ги покажува веројатно и ризик факторите кои што ги имаме, односно нетретирани ризик фактори, кај 50% од пациентите беше утврден покачен крвен притисок. Така што во целост нашата замисла се исполни и сакавме да покажеме, односно да ги заинтересираме граѓаните малку повеќе да се грижат за сопственото здравје и да ги контролираат ризик факторите за мозочниот удар, на тој начин и да го превенираат истиот. Споменавте само дел. Кои се причинители? Кои се тие ризик фактори? Врзани ли се со годините? Да, болест е мултифакторијална. Грубо може да се поделат тие ризик фактори на две групи, односно модифицирачки и немодифицирачки. Во немодифицирачките спаѓаат генетскиот фактор, полот, возраста, расната припадност и така натаму. Модифицирачките ризик фактори се овие кои што веќе ги спомнав: покачениот крвен притисок, покачените масти, нерегулираниот шекер, понатаму нездравиот начин на живот, стресот во поново време, аерозагадувањето кој што исто така веќе е актуелно и не можеме да го одминеме. Така што е мултифакторијална болест и на сите овие ризик фактори, ако ние соодветно делуваме и всушност направиме една соодветна превенција. Бидејќи мозочниот удар е наједноставно и најдобро да се превенира. Кога ќе се случи, последиците можат да бидат фатални, катастрофални кај некои од пациентите, а кај некои да доведат и од траен инвалидитет. 5000 нови случаи со мозочен удар има на годишно ниво во државата. Дали е тоа поголема бројка со изминатите години? И во оваа бројка, дали можеби е повеќе пострашно е нешто на што треба малку да се фокусираме повеќе, тоа што е спуштена старосната граница и се повеќе млади доживуваат мозочен удар. Што според вас треба малку повеќе внимание да се посвети? Генерално ние сме во рамките на европскиот просек, така и во цела Европа. Отприлика се тие бројките. Да, во последните години старосната граница е спуштена. Порано се мислело дека е болест на возрастната популација, над 65 годишна возраст. Меѓутоа, веќе во денешно време тие некои поделби и немаат јасна граница. Односно, ние сме имале пациенти кои што имаат и, односно, помлади од 45 години, дури и пациенти помлади од 20 години. Така што во денешно време никој не е поштеден од болест. Многу често... Како да ја превенираме? Како да ја превенираме? Дали изборот на начинот на живот, наведувате тука исхраната, физичката активност, пушењето, алкохолот, тие се најголемиот ризик фактор. Дали тоа е главниот фокус на кој што сакате вие да ги насочите граѓаните дека животниот стил треба да се промени со годините, или пак можеби отварате едно друго прашање дека и генетиката има значајна улога и дека особено треба да бидете внимателни доколку и вашите родители, баби, дедовци имале мозочен удар. Како и за сите болести, генетиката е нешто кое што вие не можете да избегнете и претходно нели кажав, тоа се немодифицирачки фактори. Ние како генотип, секој од нас носи одредени предиспозиции кон одредени болести. И во поново време веќе и тука иднината ја гледам за лекувањето на некои болести,
бидејќи генетиката игра многу важна улога. Но дали фенотипски ќе се манифестира нешто зависи од животниот стил, апсолутно. И затоа ние сакаме акцентот да го ставиме врз превенцијата, односно врз делување на оние фактори кои што ние можеме сами да ги коригираме. Односно, тоа значи дека сами да го во соработка со нашите тематични лекари или со специјалистите да го регулираат крвниот притисок, да го регулираат шеќерот, да го регулираат високите масти, да не конзумираат алкохол во не ограничени количини, да кажеме, бидејќи тоа е некој тренд кај младите, веќе се меша алкохол со некои други супстанци, што е ризик фактор кај младите за добивање на мозочен удар. Така што овие животни навики лесно може да бидат променети. И целта на нашата акција беше токму тоа, малку да го подигнеме и гласот дека ова може да се превенира и ова може да се спречи и на крајот на криштата може и да се одложи. Да, вашето мото под кој што го одбележувате единот е дека мозочниот удар може да се лечи. Да. Што сакате да кажете со тоа? За среќа, во нашата држава не заостануваме ние многу од европските поразвиени држави од нас. Значи, мозочните удари можат успешно да се лекуваат и некаде 80 до 90% можат да се лекуваат ако се препознаат симптомите на време. Така, тоа сакав да ве прашам, но за сето тоа да се успее во диагностиката и третманот, важна е навремената диагностика. Што значи таа навремена диагностика? Прво е важно симптомите да се препознаат многу брзо и да се алармира соодветна служба, најчесто на медицинска помош или матичниот лекар. И веднаш таквиот пациент да се забележи времето на настанување на симптомите, да се донесе во соодветна установа која што третира акутни мозочни удари. Такви соодветни установи во град Скопје е нашата клиника и градската општа болница 8 септември. Зошто го велим ова? Затоа што одредени специфични третмани, односно терапии, се даваат само во тој тераписки прозорец од 3 до 3,5, максимум до 4,5 часа од почеток на симптомите. Се после тоа веќе е контраиндикација за да може да се аплицира таков тип на терапија. Станува збор за современа терапија. Добре. Едната терапија е интравенска тромболиза. Тоа значи дека се аплицира лек кој што е фибринолитик и има за цел да го растури тој крвен тромб кој што го запушил крвниот сад. И другата метода е механичка тромбектомија. Таа се изведува на Институтот за радиологија во соработка секако со интервентен неврорадиолог, невролог, анестезиолог и пациентот подлегнува на една механичка екстракција на тромбот. Значи се влегува со специјални катетри, се ставаат одредени стентови и така натаму. Меѓутоа сите овие постапки се врзани со време. Ако се помине тој тераписки прозорец, останува класичното лекување на пациентите со мозочен удар, кое што е помако трпно, потешко и за жалост ова трајни последици кај голем дел од пациентите. Зборуваме за рехабилитацијата, сакав само да ми направите разлика. Истражував малку повеќе во делот на тоа граѓаните што се советуваат меѓусебно. Па разликата меѓу исхемичен и хеморагичен мозочен удар. Што значи тоа? Ајде ги објасниме тие два термини, затоа што многу често ги забележуваме меѓу граѓаните кои што поминале некаков вид и се советуваат едни со други баш во тој дел кој што велите време треењето, превенцијата и така натаму. Мозочните удари се делат на две големи групи. Едната е исхемични мозочни удари, каде што спаѓаат најголемиот дел, некаде 80%, и останатиот дел се хеморагични мозочни удари. Што е разликата? Кај исхемичните мозочни удари имаме нарушување на крвотокот во мозочната циркулација со затнување на одреден крвен сад, со тромб или стеснување на самиот крвен сад и понатаму немаме проток на крв во таа регија од мозокот. Додека кај хеморагичните мозочни удари настанува руптура, односно пукање на крвиот сад и излевање на крвта во мозочното ткиво. Значи таа е главната разлика и третманот е апсолутно различен, односно кај пациентите кои што имаат хеморагичен мозочен удар, односно имаат крварење во мозокот, се контраиндицирани овие претходно кои што ги кажав тераписки модалитети. Тие подлегнуваат на друг тип на терапија, кај голем дел потребно и неврохируршки третман. Сега кога сме кај ги објаснивме двата типа, време треењето, она претходно што го објаснивте од диагностика првите 3 до 4 часа, ист ефект има и кај едниот и кај другиот? Првите 3 до 4 часа ги зборуваме кај исхемичниот мозочен удар. Кај хеморагиите пристапот е различен, ви кажав, кај некои се лекуваат конзервативно,
на клиниката, да кажеме, за неврологија, но голем дел завршуваат и на оперативна маса, така што тие се третираат малку поинаку и не се е контраиндицирано да се даде интравенска тромболиза или да се направи некоја друга интервенција. Велите дека сме достигнати во диагностиката, во третманот, дека се следат светските трендови. Што значи тоа? Ако ги следиме светските трендови, оно што истражував е дека веќе и вештачката интелигенција влегува во улогата во раното препознавање и во третманот. Кај нас има простор и за такво нешто? До каде сме ние на клиниката во следење на тие светски трендови? На клиниката апсолутно се следат светски трендови и се работи строго по протоколи кои што се утврдени од европската и светската наука која што се занимава со неврологија. Нас ни недостасува, бидејќи во европските земји дури пациентите кои што треба да бидат подлегнати на ваква терапија се припремаат во самите возила за транспорт, односно итната медицинска помош. Кај нас можеби тој дел малку е, да кажеме, треба да се унапреди и треба да имаме малку поголема соработка и подобра селекција на пациентите. Оти се случува да ненајавен пациент се донесе или пациент кој што е поминато време за ваквата интервенција, претходно да се дадат совети да се почека, не напротив, не треба да се почека, туку треба веднаш да биде донесен. Ние се соочуваме со, веројатно заради неинформираност, затоа и беше оваа кампања, да се пациентите носат после 10 часа, 12 часа, 24 часа, кога веќе ние имаме ограничени можности за лекување. И затоа беше и вчерашната и денешниот ден, денес продолжуваме со едукативни предавања, ќе има од 10 часот во големата сала на медицинскиот факултет, во таа насока, да покажеме дека пациентите не треба да ги советуваме да почекаат, да поминат симптомите, не. Кога ќе се појават симптоми на мозочен удар, веднаш треба да се алармира. Дури и тие да бидат транзитни, односно да се повлечат за неколку минути или неколку часа. Значи, сето тоа треба да алармира дека веднаш пациентот треба да биде донесен во соодветна установа. Дали со физиотерапијата и со современиот третман на опоравување се враќаат во некои животни нормални навики, можат ли нормално потоа да живеат и да функционираат? Значи, каков е начинот на живот? Физикалната терапија како метода, односно е составен дел на третманот на мозочните удари. И тоа е нераскинлив дел, затоа и лекувањето на ваквите пациенти е мултидисциплинарно. Тука мора да биде вклучен интернист, треба да биде вклучен невролог, физијатар и така натаму, радиолог, неврорадиолог. Значи тоа е нераскинлив дел од терапискиот процес. Кај голем број од пациентите, односно 1/3 од пациентите после мозочен удар, доколку се соодветно третирани, остануваат без никаков невролошки дефицит и продолжуваат, кај некои се враќаат на своите редовни работни обврски. 1/3 ќе има некаков невролошки дефицит, тоа е зависно од состојбата, од третманот, од регијата во мозокот, која што се е случил мозочниот удар, од колатералната циркулација, односно помалите крвни садови. Значи, многу фактори влијаат каква ќе биде на крајот исходот од самиот мозочен удар, но генерално 1/3 имаат некаков невролошки дефицит и за жал 1/3 завршуваат со летален исход, односно завршуваат со смрт. Најголемото недоразбирање кое што е поврзано со мозочните удари, кој што би сакале да го разјасните до граѓаните? Мислам дека симптомите, не ги спомнавме, се занемаруваат и недоволно се познати. Симптомите се случуваат непосредно пред или можат да бидат како најава неколку дена претходно? Во основа кај мозочните удари симптомите се случуваат акутно, веднаш. Кај одредени типови на мозочен удар, како транзиторната исхемична атака, може во текот на неколку денови да се појават симптоми, да се повлечат и повторно да се појават и некогаш да се настане дефинитивен мозочен удар. Меѓутоа, генерално настануваат акутно. Типот на јавувањето на симптомите може некогаш да не насочи за каков тип на мозочен удар станува збор, дали исхемичен или хеморагичен. Обично кај мозочните удари, односно хеморагиите, односно крварењата, симптомите знаат да бидат малку побурни, поманифестни, да бидат пропратени со гадење, повраќање, фотофобија, закочен врат, зависно од типот на крварењето, додека кај исхемичните мозочни удари најчестите симптоми се искривување на едната страна од лицето, пареза или парализа на една страна од телото, рака или нога, променет говор,
проблеми со координација, главоболка може да биде чест симптом, така што доколку се појават било кој од овие симптоми, веднаш треба да се алармира. Дури да бидат тие минливи, како што кажа претходно. Така. Докторе, благодарам. Благодарам што одвоите време денеска. Кажавте дека имате значено предавање на кое што сакате малку повеќе да зборувате за значењето на превенцијата и како да се подобри третманот на мозочните удари. Се надевам дека успешен ќе биде денот и дека ќе вроди со плод и во нареден период, дека малку ќе ги подобрите во делот на третманот, на превенцијата, ќе ги подобрите услугите. Благодарам на поканата. Јас еве 2 недели сум директор на клиниката за неврологија и мојата цел не е само да го чекаме 29 октомври за да ги едуцираме нашите граѓани и така натаму. Мојата цел и понатаму континуирано да ги едуцираме. И тука сакам да нагласам дека во едниот период ќе се залагам да бидат вклучени клиничките болници низ државата, општите болници, бидејќи тие се од исклучително круцијално значење во третманот на мозочните удари. Замислете пациентот Гевгелија да треба да дојде до Скопје, колку време би се изгубило, а тоа може да се направи во некој регионален центар. Така што во таа насока навистина ќе се залагам да ги подобриме и условите и на самиот третман, се со цел за подобро на пациентите, бидејќи сите ние сме потенцијални пациенти. Така е. Благодарам, докторе. Благодарам уште еднаш.